Јас сум заменик на главниот конструктор на оваа компанија и ќе бидам раководител на проектот за еден од најперспективните дирижабли кои ќе се создава. Ова, да кажеме така, е наследник на цепелините, бидејќи ќе биде сличен на цепелините, но ќе биде создаден на нови технологии, на нови принципи. Ова ќе биде класичен сигароблик корпус со големо продолжение. Корпусот ќе биде околу 60.000 кубни метри и соодветните димензии, односно должината на овој корпус ќе биде 140 метри, односно ова ќе биде класичен цепелин како Ол 127, но создаден со користење на нови технологии, нови материјали, нови методи на проектирање, па затоа сме сигурни дека овој апарат ќе биде полесен, понадежен, поманеврен и побрз. Очекуваме дека при таму веќе имаме повеќе од 4000 конски сили. Во вкупната моќност тој ќе лета со 650 конски сили. Максималната брзина ќе биде 175 км. Тоа значи дека е повисоко од цепелини и при истата дистанца и траење на летот. А крстосната брзина е од 125 до 150 км. Тоа значи дека е повисока од онаа на која летале цепелини и при приближно истата далечина и траење на летот. Второто важно својство што ќе го има современиот дирижабл е неговата способност да полета и да слета вертикално, што, за жал, не беше случај со цепелините. Со помош на свртување на векторот на потисокот на пропелерите, современите дирижабли можат да полетаат и слетаат вертикално, па затоа не им се потребни толку големи писти за полетување и слетување како на авионите, не им се потребни големи полиња. Тоа значи дека таков дирижабл може да слета на релативно мало, да речеме, пространство, па иако должината од 140 метри не е за сосема мал простор, сепак тоа не се. Огромни простори за да може да се полета и слета. И благодарение на тоа што ги механизираме основните наземни операции, не е потребен броен наземен тим, како на дирижаблите од минатото. Таков дирижабл може да слета на практично неподготвена платформа. Во минималната опрема, таквиот дирижабл може да слета на платформа каде фактички има само јарболни точки за негово задржување за време на истовар или товарни операции. Конечно, основната експлоатација ќе се одвива од нормална летна платформа, каде што веќе ќе бидат поставени нормални уреди за задржување кои овозможуваат да се задржи дирижаблот дури и при урагански ветрови според нормите, како што веќе рече Александар Николаевич. Нормите бараат овие уреди за задржување да го задржат дирижаблот при брзини на ветер до 35,6 метри во секунда. И најважно, овој дирижабл, благодарение на употребата на современи материјали и современа конструкција на корпусот, како и современи методи на пресметка, ќе биде многу понадежен и возможно, без елинговска експлоатација. Тоа значи, за разлика од цепелините, кои по секој лет мора да се сместуваат во елинг, таков дирижабл може да се експлоатира и одржува на отворена платформа. И тоа, што корпусот му е цврст, да речеме така, може да го остави на долго време на отворена платформа на специјално уредување за задржување. Не грижејќи се за неговата безбедност, дека ќе биде уништен, дека ќе се одрони, дека ќе се изгуби, сите овие прашања. Ќе ги решаваме. Планирано е овој апарат да се изгради најмалку во 3 основни опции. Александар Николаевич веќе спомна за нив и јас би раскажал малку, по-конкретно. Една од опциите ќе биде товарно-патнички апарат со голема, например, пространа гондола. Со салон кој ќе биде сместен под цврстиот корпус на дирижаблот. Овој салон ќе содржи само столици од бизнис и прва класа со широки проходи помеѓу столиците, со широки растојанија помеѓу столиците. Многу удобно сместување на патниците. Салонот ќе биде опремен со широки панорамски прозорци со прекрасен поглед. Простор помеѓу фотелите и прозорците ќе се користи како шетачки галерии на кои патниците можат да шетаат и да се восхитуваат на погледите. Под панорамските прозорци ќе се отвораат прекрасни погледи, бидејќи висината на летот не е поголема од 2000 метри над морското ниво, фактички ќе биде видливо земјата е блиско. И самиот лет на таков дирижабл.
Во практична целосна тишина, без вибрации и тресење, со широко пространство, комфор и удобност ќе биде. Како? Круизен брод. Следната опција е повеќе туристичка со уште помалку патници, но со поудобно сместување, вклучувајќи до 4 шикарни кајути. И по далечината. На летот, таквиот дирижабл може, полетувајќи од Москва, да слета на Северниот пол, да изврши привремен излез на луѓето на Северниот пол и повторно да се врати назад. И по патот. Тој може да прави запирање на славките во Санкт Петербург, на Нова земја, на Шпицберген, односно тоа ќе биде воопшто, па тоа секако е скапо патување, односно не секој може да си дозволи такво нешто, но има луѓе кои плаќаат таму за суборбитални летови, за спуст на длабочина од 5 километри, кои за жал заврши со неуспех бидејќи малку се шегуваа со цврстината на овој корпус. Ние не ќе си дозволиме такво нешто, кај нас ќе биде супер надежно, супер тоа. И основниот, освен овие два патнички и туристички варијанти, сепак ќе биде товарниот варијанта. Тоа значи дека на овој корпус, цврстиот корпус, кој е единствен за сите три проекти, оддолу ќе биде поставена мала гондола, наменета само за сместување на екипажот кој извршува летови, а товарот, во зависност од далечината на летот, ќе биде од 10 до 15 тони, а може би дури и до 20 тони, што ќе можеме да го сместиме на апаратот со волумен од 60.000 кубни метри, а тоа веќе ќе го покаже по деталното проектирање. Тој ќе биде сместен во специјални суспендирани контейнери. Неколку зборови за споредба на овој проект со постојните летачки апарати. Тешко е да се споредува со авионите, бидејќи сепак лета побавно од авионите и има малку поинаква намена, па подобро е да се споредува со хеликоптер. Ако го споредиме, како што велат, со најмасовната верзија на хеликоптерот Ми-8. Иако неговата максимална брзина е помала од таа на авионите, значително помала од авионската, сепак, таа се разликува од максималната брзина на хеликоптерот Ми-8 само за малку. Но при тоа неговиот дострел е, например, неколку пати поголем. Комфорот на сместување на луѓето на бродот, па тој едноставно е несопоставлив. Кој летал на хеликоптери, тој секако разбира и шумот, и теснотијата. И се, тука нема да има ништо од тоа. Широки пространи палоби, практична целосна тишина, односно комфорот е колосален. Па бидејќи, овој апарат ќе биде создаден како продолжение на цепелините. По надворешниот изглед ќе биде дури и сличен на цепелините, иако по своето внатрешно содржание ќе биде сосема друг апарат. Ова ќе биде апарат создаден од современи материјали според современи принципи, со современа електроника, без жици, без кабелско управување со управувачите, ќе биде play-by-wire, спосовремено. Па, тоа ќе биде достоен продолжувач на ерата на цепелини, да речеме цепелини на новата вокалина.